Добар ден и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Срце на дланка. Денес имам нови гости, ќе видиме семејство кое што му треба помош и верувам дека убава 40-минутна дружба ќе имаме токму од хотелот Лимак. Весна Димовска е еднород родител на 6-годишниот Атанаси, за кој се грижи самостојно таа, понекогаш со скромната минимална помош на нејзините родители. Веќе 5 пати поред, домот на Весна и Атанаси во населбата Шута Оризари се поплавува низ годините. Секое поплавување е траума за малото момче, кое ни страв прашува: "Мамо, дали ова последен пат вака да ни влезе вода дома?" Или "Мамо, ки имаме ли и ние некогаш убав и сигурен дом?" Иако е се уште многу мал, тој е многу исплашен и не е сигурен, исто како и Весна, како ќе ја поминат предстојната зима. Старите рекле, поубаво е од ново да се почне некоја работа, отколку старата да се закрпува. Можеби и најубаво е кога би се пронашло ново место каде би се изградило дом за оваа мајка и син, или пак тие да добијат помош од нашите хумани сограѓани за реновирање на веќе распаднатата стара куќа, на која треба да се поправи буквално се. Животот честопати знае да донесе болни удари, но ние не смееме да се откажеме. Понекогаш доволно е да ја промениме перспективата и да побараме помош. Се надеваме дека Весна и нејзиното момче наскоро ќе добијат вашата помош и сите заедно ќе им исцртаме насмевка и задоволство на кои тие одамна им го заборавиле значењето. Навистина многу дела кои што и за кои што јас можам да посведочам, бидејќи во најтешкиот мој животен период исто преку твојата моќ имам доживеана реинкарнација и можам да кажам дека од следниот ден веќе се беше поинаку и многу полесно се чувствував. Затоа ете и сите кои што можеби не го знаат местото, да ве побараат и да си го најдат спасот. Вие ќе знаете како и на каде да ги насочите. Навистина е хумано дело да се помага на луѓето и затоа и одлучивте да преминете и во хуманиот дел, односно да помагате посебно на семејствата кои што ќе одат понатаму во нашата емисија. Во смисла на реновирање на дом, Дарко ни кажа дека има градежна фирма и дека може во некои рамки да помогне во реновирање на дом. Можеме да го погледнеме семејството кое што во иднина ќе биде под наша закрила, односно ваша, и ќе му помогнеме, ќе се обидеме со вашата помош да му помогнеме за да живее малку посрекно. Веќе неколку луѓе се јавија во нашата редакција и го пријавија семејството на Весна, самохрана мајка која што е единствено македонско семејство во општината Шутка. Таа навистина живее тешко, 5 пати досега е поплавувана, целиот мебел е скапан и живее во тешки услови со нејзиното 6-годишно синче. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера. Весна, мило ми. Здраво, Атанаси. Ме пријавија повеќе луѓе во нашата емисија, бидејќи имате помош. 5 пати сте поплавувани, не рекоа, и ви е потребна помош. Да. Да, беше, не знам кој крај да го фатам. 5 пати немаме мир. Сум мало дете сум, од два и просперираме. Од два и можам да кажам дека и успеваме да се прехраниме. Финансиски не сме многу јаки, може се да си средиме. Вие сте самохрана мајка? Да, еднород родител. Еднород родител, живеете и со мајка и со татка? Да, точно. Со нив и со мојот син. Последен пат се поплавивте сега во јуни? Да, на 26. беше поплавата, 2 дена бевме под вода, со тоа што од 2 дојдоа од водовод и канализација за да ја одзадат над канализацијата. Проблемот е до канализацијата, а не Божја работа, што ќе речат повеќето. Значи, гледаме колку работи денеска се дешаваат за да биде од Божја непогода. Носат све пред себе, жртви, а ние само до колена вода, така да тоа е проблемот водовод и канализација и од општината што не сакат да ни помогнат. Што се случи овој јуни веќе Атанаси е пораснат, има 6 години? Трауми има. Големи трауми.
Сега почне да врни одма, вика, мамо, ќе се поплавиме, готово. И тешко е. Многу е тешко. Мало дете да расте во таква средина. Можете да разберете, мислам дека. Ако сакате, повелете, влезете. Моментално обдека живееме. Ова беше поплавено се. Да, се е поплавено и затоа ги оставивме вака работите, затоа што кога надојде повторно голема вода, правевме се за да спасиме. Можете да видите све е уништено, значи регалите, патосот, овдека има тешка влага и верувај дека и болести се нас обрабуваат на ова. Све е уништено. Веројатно сте често и болни. Па фала му на Господ не чува сега за сега. Да. Не можам да се пожалам, ама затоа повеќето гледаме да сме надвор од дома за да не го впиваме овој мирис, оваа влага. Не знам како да кажам. Може да почувствувате и вие. А што ќе правите во зима, кога не може да бидете толку отсутни? Веќе е зима. Веќе заладува? Да. Веќе заладува. Атанаси ми е прво оделение, укрили методи учи. Така да целодневна е. После си го зимам. Веројатно и сето ова го правиш само заради него. Да, морам, тој ми е надеж во животот. Среќа од Бога. Тука долу спијат твоите родители? Да, татко ми и мајка ми моментално таму спијат. Ние сме горе, ама горе е во цигла. Значи не ми е среден спратот. И затоа што овдека можете да седите таму, па многу е ладно. Нема никаква инсталација, ни вода, ни струја, ни ѕидови. Све е на промаја. И како во зима таму? Тешко, многу тешко. Тука си родена Весна во оваа куќа? Да, 38 години сум тука. 38 години имаш. Да. Но ова е куќа која што не е само целосно, нели, ваша? Да, на татко ми и браќата имаат уште плюс. Но овие соби се ваши Да, на татко. наши се. Овие соби, како што гледате салонот, кујнава и детска, да ја речам. Така и беше, ова беше моја детска, денеска јас и син ми тука спиевме. Како ви поминува еден ден тука? Како, доаѓаме, јадеме, ручкуваме и кај 8:30-9 веќе сме у кревет. Да се бајле да сме повторно свежи за на школа, за домашните обврски. А како се подготвува Атанаси за на училиште? Еве, денес е викенд, сигурно има училишни задачи. Малце се лоши условите тука за да учи Многу да се се развива. лоши. Моментално тука пишуваме домашно, учиме. Таму некад има и за цртање, боички. А Што да кажам? Што ти е најтешко, Весна? Па дете баш поминуване со овие работи. А јас пак возрасна сум мајка. Ке речеш да му се даде нешто повише, ама немам толку можности, не ми се. Тоа е животот. Да идеме по лоши патишта, не налагам на никој, а не па себе. Затоа што тоа не е од Божја работа. Не знам што друго. Јас го посакувам на секој мир на луѓето, да почнат стварно да имаат чувства во себе, да можат да помогнат на овакви семејства кои поминуваат низ тешки работи. Тоа што многу е тешко, верувајте. Од ден за ден, Одиш на работа? моментално на недела почнав да работам. Да, до сега не работев, затоа што такви ми се условите на работните позиции. Сакаат да работиш, не ќе да те платат. За без пари. Едно ти ветуваат, друго прават. Не знам, во Македонија нема. Стварно, можам да кажам дека денеска работниците се робови, а не работници за да се ценат како што треба.
Како тие периоди кога не работиш, го прехрануваш детето себе? Па, искрено ви кажам, фала му на Бога, што татко ми добива пензија од 13.000 денари, што јас, син ми, татко ми и мајка ми преживуваме со тоа. Мајка ми, која е 67 години, не иследува никаква пензија, ни старечка, затоа што немала ни еден ден стаж од земјава, а цел живот под социјална помош. Пробував преку луѓе за да го добиеме тој некој придонес, поддршка од државата, ама не рекоа не следи. Не земате ни социјална помош никоја? Никоја, не земам ни за детето социјална помош, иако сум еднород родител. Што тоа во надвор земјиве го ценат. Значи им даваат на мајката за децето, детски додаток, јас немам земано ни динар од државата. За тоа што ми рекоа иди побара, јас идам барам, таа ми вика не смееш да работиш, не смееш школа, не смееш куќа, добро викам немам ништо на моје име, колку се приходите за јас викам да ги добивам тие парични придонеси, ми рече 3000 денари. Значи со тие 3000 денари месечно за сметки немаме, а не па за прехрана. И 13 не се многу. Како Лично го се. поминувате месецот со храна и со сметки? Никако. Преживуваме. Имало сигурно моменти кога Атанасија ви побарал, а сте немале? Да, бара, ама гледам некако да му дадам. Повеќето не е такво детето да бара многу работи, да е алчно. Не. Кога ќе посака некојаш хамбургер за јадење, тогаш му речам мама еве земи. Не купиме. А што? Во ситуациите кога ќе го немаш за тој хамбургер, а те ви побара? Ништо, ќе останеме гладни. Сте останувала? Да. И тоа се случувало. Да, се дешава и тоа. Сигурно сега приоритет ви е да му го обезбедите сигурниот кров. Да, Кој што тоа е го нема. најважно, затоа што јас ќе кажам дека домот е како едно свето место, што така и Господ налага да си го формуваш семејството, да си имате мир во домот. Ама, кај нас, така е. Тешки се Божите патишта на светот. Колку пати сте поплавени до сега? 5 пати сме до сега и баравме цело време помош и никако, ама овој пат стварно не уништи. Не уништи затоа што 2 дена бев под вода, немав никаква помош, моли еден, моли друг, моли трет. На крај успеав преку еден човек да дојде за да ми ги прати луѓето да одзат над канализацијата и дури наредниот, фактички третиот ден, водата почна да се повлекува од дворов, и од затворот, значи затворот е позади мојата куќа, од затворот, значи уште влечеше вода, можам да кажам дека 5 дена бевме под вода, ама не во домов, надвор, во дворот. 5 дена за да се да излече таа сета вода што беше насобрана од Шуто Ризари, од општината горе, значи од таа населба. Ние сме баш на долниот дел живееме, не сме у горниот. Значи целата вода, целата канализација доаѓа тука на овој дел. Значи сега брзо дознав дека и кај каналов што бе од затворот што се продира е покриен и изградена куќа на него. Што ви рече Атанаси тогаш? Сега е поголем, претходните години бил помал кога се поплавивте. Сигурно плачеше и се плашеше. Плачеше и се плашеше, затоа што баш тогаш он периодот која беше и 2 години нели беше короната, тогаш живеевме во село, значи не живеевме тука. Тогаш и баш најдојде на вода, викам не ми се верува, повторно се поплавивме. Ама короната имаше многу јаки да не можеме еден со друг да контактираме и све и така да во село го преживеавме тие 2 години. А оваа година тука бевте? Оваа година да. Што ви рече тогаш? Мамо, што е ова, зошто овака сме поплавувани? Зошто вика имаме вода дома. Сега ми вика, мамо, ќе излеземе од тука, кај ќе живееме? Биди, вика, све е уништено. А што вам одговарам на дедове? Немам ни одговор, искрено ви кажам. Молам Бога, бев на 2 телевизии, дадовме моја трансакцијска сметка, не добив скоро ништо, само 500 евра од донации од луѓе. Ништо друго.
ти се молиш на Бога, а ние се молиме да има што е можно повеќе хумани луѓе. Имаме еден таков пријател кој што се вика Дарко Петрушевски и во овој момент јас ќе го побарам и ќе го запознам со твојата ситуација. Верувам дека ќе излезе во пресред на сето она што ти се случува и дека ќе имаме помош, а воедно ќе ги поканеме и сите оние кои што сакаат да помогнат едно семејство да живее побезгрижно, да помогне. Јас се уште верувам во хуманоста на народот. Ало? Добар ден, Дарко. Добар ден. Јас сум Оливера од Срце на дланка и тука сме во моментов во шутка во семејството на Весна која што живее во тешки услови. Да. Во наредните некои епизоди ќе те поканиме да дојдеш. Јас знам твојата хумана работа и твојата голема човечност, па токму затоа и се осмелив да те побарам во овој момент додека разговарам со Весна и ја снимаме за во емисија во Срце на дланка. Нема проблем. Да, само накратко да ни се представиш, ти си собственик на градежна фирма? Да, јас сум собственик на градежната фирма Свис град Бадојло Петровец и баш ми е драго што не контактиравте, што побаравте да можеме да помогнеме некому. Нема проблем, ќе ни јавите кога треба да дојдеме, да видиме куќата, да видиме во каква состојба е и што можеме да сториме, ќе донесеме стручни лица, да видиме што можеме се да направиме за тоа семејство. Ти благодарам многу. Во моментов сме со мајката и малиот Атанаси, разговараме и ќе се видиме наскоро тука од овој терен. Тоа е веднаш во шутка до затворот, па ќе да почнеме да помогнеме од некаде барем, да може да поминат полесно зимата. Секако ќе помогнеме. Се што е во можност, ќе гледаме да направиме, да се потрудиме да направиме еден убав топол дом за ова семејство. Ти благодарам. Се гледаме, Дарко. И на вас исто, поздрав, убав ден. Се гледаме. Чао. Ти благодарам што не прими, иако во вакви услови, нели, сепак верувам дека наскоро ќе залечи домот на едно топло огниште и би сакала да видиме и горе онаму каде што спиете со Атанаси, какви се условите. Да, може. Весна Димовска е еднород родител на 6-годишниот Атанаси, за кој се грижи самостојно таа, понекогаш со скромната минимална помош на нејзините родители. Веќе 5 пати поред, домот на Весна и Атанаси во населбата Шуто Оризари се поплавува низ годините. Секое поплавување е траума за малото момче, кое ни страв прашува: мамо, дали ова последен пат вака да ни влезе вода дома? Или, мамо, ки имаме ли и ние некогаш убав и сигурен дом? Иако е се уште многу мал, тој е многу исплашен и не е сигурен, исто како и Весна, како ќе ја поминат предстојната зима. Старите рекле, поубаво е од ново да се почне некоја работа, отколку старата да се закрпува. Може би и најубаво е кога би се пронашло ново место каде би се изградило дом за оваа мајка и син, или пак тие да добијат помош од нашите хумани сограѓани за реновирање на веќе распаднатата стара куќа, на која треба да се поправи буквално се. Животот честопати знае да донесе болни удари, но ние не смееме да се откажеме. Понекогаш доволно е да ја промениме перспективата и да побараме помош. Се надеваме дека Весна и нејзиното момче наскоро ќе добијат вашата помош и сите заедно ќе им исцртаме насмевка и задоволство на кои тие одамна им го заборавиле значењето. Роберт Коди своевремено ќе рече: луѓето навистина имаат тежок живот, но треба да се соочиме со сите предизвици и искушенија што Бог ни ги испраќа.
Токму едно такво искушение, во кое буквално беше соборена на постела, е и денешната моја гостинка. Но преку ноќ таа беше исцелена и денес самата има исцелителска моќ и помага на многу луѓе. Токму затоа и одлучивме да ја поканиме во нашето студио и да проговориме како помага, што помага и кој се може да се јави на помош кај неа. Добре дојдоа сопружниците Бригита и Дарко Петрушевски. Божи благослов. Здраво. Верувам дека ќе отвориме многу прашања и ќе издискутираме за да им помогнеме со цел на многу луѓе да се пронајдат, но и ако имаат потреба од помош да знаат каде да се обратат. Навистина, на многу семејства им треба дом, но секој прв чекор е одење кон патот. Верувам дека ќе биде тешко, но исто така и верувам во конечниот исход. Ќе има многу работа во оваа куќа и верувам дека знаете вие како професионалец во градежништвото од каде да се почне. Дали до сега сте помогнале? Какви ви се плановите околу хуманоста, околу градењето? Какви ви се имавте, ми кажавте и планови дека ќе правите хуманитарна организација? Така, да. Тоа е наша идеја заедничка да правиме хуманитарна организација со цел да помогнеме на луѓе што стварно немаат домови, што немаат што да облечат, а од друга страна има семејства што имаат во изобилие или пак тијалишта ги фрлаат, нели, или обувки, и затоа одлучивме да направиме хуманитарна организација каде што луѓето ќе можат да не контактираат, што имаат, нели, што имаат некои ствари непотребни во нивниот дом. Од мебел. Да, од мебел, од облека, од било што. Убаво и нови. Да, ако да, има нормално, некој... да, ако некој сака да донира, да ни се придружи во тоа и да кога ќе се јават семејства, нели, што има таква потреба, да ние тоа истото го донираме и, нели, плюс ете со нашата фирма да им помогнеме на овие луѓе да имаат топли домови како секое семејство, нели, како што секој посакува да има топол дом, еви на сега како што доаѓа и зимата веќе е на прагот, нели, да имат каде да се засолнат, да ги склониме од тие дождови, од тие снегови, нели, да бидат и тие нисреќни семејства. Може би некогаш за нас е тоа малку, но за тие луѓе е тоа премногу. Конкретно, семејството на Весна, која што пред малку ја видовме, е навистина во тешка ситуација во моментов. Тесен е просторот, но истовремено и пренатрупан со работи. Како би се реагирало, како би се почнало, од каде би се започнало? Па најпрво треба да се расчисти теренот, нели? Ние имаме одличен тим што нашите момци се спремни на сите овие предизвици и тоа мислам дека ќе испадне на крај многу добро, многу убаво. Ќе се потрудиме колку што сме во можност да тоа го средиме, да добијат добар нов дом, нели? Да таа куќа се подсреди, да може да имаат услови за живот, да може да, нели, да борават во тој дом. Не верувам дека ќе биде лесно, но сепак убаво е на крајот кога се добро ќе се заврши. Ништо не е лесно, но со Божја помош мислам дека ќе успееме и дека сето тоа ќе биде добро. Сакам да напомнам дека сео тоа што ќе правиме ние, тоа нека е за Божја слава, не за наша реклама или нешто да ние добиеме поени во тоа, не сакам такво нешто, него нашата цел е ние тоа да го донираме, бидејќи Бог вели во Словото Божјо, кога на некој сиромав нешто ќе дадете, исто како мене да сте ми дали. И нашата награда е тогаш многу поголема. И од секој месечен приход, ова мислам од ви го имам слушнато, треба да се одвои 10% за сиромашните. Така, 10% се дава во црква или на сирома, или црквата да подари на некој што му е потребно, нели? Дали некој нема дом или храна или било што, да се помага на народот. И тоа треба сите ние да го правиме, значи 10% од платата наша да дадеме на сиромаси. Така, вие тоа го правите секој месец? Да. Имате кутија за донации? Имаме кутија и сите што доаѓаат во црква и кога се молиме, не зимаме ние пари за молитва, но имаме кутија за донација и тоа оди за луѓе што им е потребно, да, тие пари.
не зимаме за нас ништо. Кој се може да дојде кај вас во вашиот дом, Божи дом, за да добие помош? Така, Какви луѓе? Господ Исус Христос ги повикува сите, значи цела Македонија. Тој зборува преку мене и имам голема задача и он ги повикува сите болни, значи од било каква болест, сите тие што немат мир, што немат убаво спиење, психички проблеми, сите ги повикува затоа што он вистина прави големи чуда и вистина лоши сили изгонува. Луѓе страдат многу од наследни болести, страдат од генерацијски проклетства, страдат од многу работи што не се ни свесни што им се случува. Народот страда и поради тоа што не го познават Господа, значи не ја прочитале Библијата, Светото писмо, еве вака, сакам да покажам и да ти поклонам. Благодарам. Не го познават Господа и затоа, ако не сме ја прочитале Библијата, Светото писмо, ние не знаеме што кажува Господ. Значи, ние врвиме повеќе тогаш на погрешен правец уместо на Господ Исус Христос. Затоа убаво е сите да ја прочитат Библијата и да си ги отворат очите, да врват по Господ Исус Христос за спасение на душата нивна, значи на народот. Господ сака да се спаси народот. Господ не сака народот да се загуби. И сето тоа што го прави сега преку мене е се за негова слава, не за моја слава. А какви сме како народ, македонскиот народ? Добар е? Па Бог кога ми се јави, ми кажа задачата да се спаси народот, нели? И ми кажа дека 90% од народот е загубен, тоа значи загубен. Неисправно верува. Неисправно верува и во една заблуда. Измамени од лукавиот и врват повеќе по лукавиот него по Бог. И Бог кажува да сведочам јавно, значи ми го има тоа кажано веќе пред неколку години. Но еве сега денес е денот кога јавно еве сведочам и Бог ги повикува сите за спасение на нивната душа, да дојдат во Господова црква, да се молам за нив, сака и да ги излечи и душата да им се спаси. Да. Бог е прекрасен и ги гледаме неговите чудесни дела, што некогаш и сами не сме свесни што све гледаме. Вистина, изгонува лоши сили, изгонува... Значи, гледаме се што вистина. Прекрасен е Господ. Луѓе доаѓаат со немир, со несоници, си одат пресрекни. Доаѓаат со товар, си одат лесни. Ке ни се јават после, ке се јават на биги. Многу убаво се чувствувам, тој терет што го имав го немам, убаво спијам и тоа не е многу мило да го слушнеме, нели, кога ќе видиме дека некој човек се исцелил, се ослободил од нешто. Весна Димовска е еднород родител на 6-годишниот Атанаси, за кој се грижи самостојно таа, понекогаш со скромната минимална помош на нејзините родители. Веќе 5 пати поред, домот на Весна и Атанаси во населбата Шуто Оризари се поплавува низ годините. Секое поплавување е траума за малото момче, кое ни страв прашува: "Мамо, дали ова последен пат вака да ни влезе вода дома?" Или "Мамо, ки имаме ли и ние некогаш убав и сигурен дом?" Иако е се уште многу мал, тој е многу исплашен и не е сигурен, исто како и Весна, како ќе ја поминат предстојната зима. Старите рекле: "Поубаво е од ново да се почне некоја работа, отколку старата да се закрпува." Може би и најубаво е кога би се пронашло ново место каде би се изградило дом за оваа мајка и син, или пак тие да добијат помош од нашите хумани сограѓани за реновирање на веќе распаднатата стара куќа, на која треба да се поправи буквално се. Животот честопати знае да донесе болни удари, но ние не смееме да се откажеме. Понекогаш доволно е да ја промениме перспективата и да побараме помош. Се надеваме дека Весна и нејзиното момче наскоро ќе добијат вашата помош и сите заедно ќе им исцртаме насмевка и задоволство на кои тие одамна им го заборавиле значењето. Како што кажав пред многу години или неколку години,
Бригита имаше навистина тежок проблем кога беше болна, а ниту еден доктор не можеше да ја каже и да ја дознае вистината за болеста. Што се случи една ноќ кога буквално беше исцелена и излечена? Така, јас го имам видено целиот мој живот, значи бебе се имам видено, значи ги имам видено сите дела што ми ги извршиле на мене, зла дела и моите грешки сум си ги видела, како да умрев. Значи јас као да умрев и одново се родив. Као да ми е избришан целиот живот и сега ја ново се раѓам. Тоа го сонувавте? Тоа го сонував, да, но после тоа Господ Исус Христос ми се јави и ми прозборе и ми кажа дека Он ме избрал, дека се е тоа Негов план и дека мојата задача е да го ширам Евангелието, да кажувам за Него и Он преку мене ќе лекува. И така многу сведочанства имам да кажувам, значи јас пушев цигари и Бог ми прозбори и јас ги оставив моментално цигарите. Сакам да ги охрабрам другите луѓе дека цигарата вистина е грев, дека цигарата вистина е грев и дека Бог кога ми се јави ме нарече со име Бригита, јас сум Господ Исус Христос. Јас ти го дадов животот, а ти сама си го одзимаш со цигарата. Сакам на сите да им споделам дека вистина е многу погрешно да се има таков порок, што сами си се уништуваме, си го земаме животот со цигарите или со алкохол или со било каков порок, дрога или некои апчиња што се пијат. Јас моментално ги оставив цигарите кога го слушнав Божиот глас, кога Бог ми прозбори. И дури сите се чудеа како е можно јас толку брзо да ги оставам цигарите, бидејќи немав таква намера. Но се што е за нас неможно, за Бог е можно и така да Бог е вистина чудо и прекрасен и можам за многу работи да сведочам. Откако го осозна тоа, да, кога ти беше пратен гласот дека треба по таа насока да се движите, на кого прво го соопшти тоа дека го менувате животот? Даре, мојот сопруг, он беше цело време со мене и знае се што се случуваше и он е доказ и децата. Вие до тогаш бевте нормално семејство со пороци? Да, јас пиев алкохол, значи и нели, како и секој нормален човек, знаевме да се напиеме, нели, до рано наутро да поседиме и да се напиеме добро. Не се рековте што се случува на Бригита. Но Бог кога прозбори и кога почна, нели, преку Биги да делува, да ни зборува, нели, нормално како на секој човек, нели, секој човек во моментот е тоа неверување, нели, чудно малку како може сега. Како поверувавте, како ве убеди? Па сега ќе ви кажам, имаше една случка што Бог преку Биги ми прозборе и ми кажа, имаше многу случки, но еве една ќе кажам или две. Например, ми кажа Бог дека нешто треба да напишам и тоа да го кажам на пријателите, на роднините. И јас првично ми беше тоа незгодно, ми беше срам да го споделам со луѓето. Си велам да не ми се смеат, да не кажат дека нешто не е во ред со мене, нели? Но Бог и во тој момент, тоа време, јас почнав да се осеќам како изнемоштено, како недобро, немав снага, не можев да станам. Сега од некој човек што работи, нели, со градежништво што се бави и одеднаш да нема сила да стане да работи и да се движи. И тогаш ја и реков на Биги, па ајде тогаш, нели, праша го Господ, помоли се, нели, види што ми е, нели, на мене. И тогаш Господ и се промени гласот на Биги кога зборува и ми кажа дека е Господ Исус Христос и дека тој не избрал нас, а ние, нели, како не сакам да му служам и нели затоа треба да се покајам за тоа што сум се срамел од него, дека ако ние се срамиме од Господ, дека и тој ќе се срами од нас кога ќе дојде времето, нели? И
во тој момент, верувајте, имав многу чудно чувство во моето тело, цело тело ми пулсираше. Така чудно се осетив и во тој момент се покајав, велам, прости ми Господи, јас ќе ти служам, нели. Само тоа што го изговорив, што се покајав, Бог ме крена на нози и како ништо да не било, нели. Исто така и не знаејќи го Словото Божјо, никош Библија не сум читал, а ја имавме дома, нели, во самата витрина, да кажем, или на комодата, и одевме, сонував како ангели слетоа пред мене. Тоа уствари е видение што Бог ми го прати. Ангели како се спуштија према мене, големи, лицата не можев да им ги видам, само телата, нели, со крилата, бели, големи, по некои 4 метра, и како ме земаа, нели, ја исплашено, као готово, толку со мене. Да, брат, јас сум Архангел Михаил, он е Архангел Гаврил, ама немој да се плашиш, ќе те носиме на убаво место. И по некое време летање ме спуштија пред една куќа и ми кажа, еве, ова е домот каде што треба да престојуваш, нели, ова е твојот дом. Кога влегов горе по скалите, тоа беше една двоспратна куќа, исти куќи така со улички, нели, крстосници така многу, и кога влегов во самата куќа по скалите, таму ме пречека Биги и ни кажа дека тоа е нашиот дом, дека, нели, дека ние сме таму во рајот. И одлучивте да изградите црква во селото Петровец. Тоа е, да, Бог и прозборе на Биги. И имате исцелено многу луѓе. Да, Бог преку Биги големи чуда. Бог ми прозборе пак, значи секој ден по нешто ми открива и ми кажа да изградиме Божи дом, значи црква, што ќе се вика Господова црква, и што он преку нас ќе делува, преку мене, преку Даре и преку луѓето во црква што се членови, и дека ќе лекува преку мене. И вистина ние имаме видено многу чуда и самите не сме свесни што све сме виделе. Дури на многу ликови кои што се болни од нашата емисија, велите, кажете им да дојдат, може да бидат исцелени. Да. Значи, се што е за нас неможно, за Бог е можно, бидејќи Бог прави вистина големи чуда. Значи, има девојче прогледано, на очарите ги тргнам. Дојде да се молам за нејза, за страф, но Бог очите ги исцели. Ние толку бевме воодушевени и радосни. Да, така исто ќерката наша носеше наочари, исто со молитвата си ги излечи очите. После има детенце проводено во црква. Има многу... Од инвалидска количка? Не можеше да оди. Да. Околу 2,5-3 години имаше, воопште не можело да оди. Так. Убаво е кога се поддржувате во вашите две различни професии и цели, а секогаш е тука за доброто на народот. Со Дарко ќе се гледаме почесто, бидејќи ќе се гледаме и на терен. А Биги, тебе ти благодарам исто што го сподели своето искуство и можноста да помагаш на народот и на луѓето. Благодариме и на вас на поканата. Верувам во добри дела во иднина и сите да бидат среќни. Се надеваме на нови проекти, на нови предизвици, да почнеме да работиме и да тоа го оствариме, нели, не само да го зборуваме, да се види на дело, да ги усреќиме овие луѓе. Така е, да ги усреќиме што е можно повеќе луѓето, бидејќи нашето малко неком може да значи се. 5 пати сте поплавувани, не рекоа, и ви е потребна помош. Да. Да, беше, не знам кој крај да го фатам. 5 пати немаме мир. Сам мало дете сум, од два и просперираме. Од два и може да кажам дека и успеваме да се прехраниме. Финансиски не сме многу јаки, може се да си средиме. Вие сте самоохрана мајка? Да, еднород родител. Еднород родител, живеете и со мајка и со татка? Да, точно. Со нив, и со мојот син. Последен пат се поплавивте сега во јуни? Да, на 26. беше поплавата, 2 дена бевме под вода, со тоа што од 2 дојдоа од водовод и канализација за да ја одзадат над канализацијата. Проблемот е до канализацијата, а не Божја работа, што ќе речат повеќето. Значи, гледаме колку работи денеска се дешаваат, за да биде од Божја непогода. Носат све пред себе, жртви,
а ние само до колена вода, така да тоа е проблем од водовод и канализација и од општината што ми сака да ни помогнат. Што се случи овој јуни веќе Атанасија е пораснат, има 6 години. Трауми има. Големи трауми. Сега почна да врни и одма вика, мамо, ќе се поплавиме, готово. И тешко е. Многу е тешко. Мало дете да расте во таква средина. Може да разберете, мислам дека. Ако сакате, повелете, влезете. Моментално обдека живееме. Ова беше поплавено се? Да, се е поплавено и затоа ги оставивме вака работите, затоа што кога надојде повторно голема вода, правевме се за да спасиме. Можете да видите све уништено, значи регалите, патосот, овдека има тешка влага и верувај дека и болести се нас обрабуваат на ова. Све е уништено. Веројатно сте често и болни? Па фала му на Господ не чува сега за сега. Да. Не можам да се пожалам, ама затоа повеќето гледаме да сме надвор од дома за да не го впиваме овој мирис, оваа влага. Не знам како да кажам. Може да почувствувате и вие. А што ќе правите во зима, кога не може да бидете толку отсутни? Веќе е зима. Веќе заладува? Да, веќе заладува. Атанаси ми е прво оделение, у Кирил и Методи учи. Така да целодневно е. Посем си го зимам. Веројатно и сето ова го правиш само заради него? Да, морам, тој ми е надеж во животот. Среќа од Бога. Тука долу спијат твоите родители? Да, татко ми и мајка ми моментално таму спијат. Ние сме горе, но горе е во цигла. Значи не ми е среден спратот. И затоа што овдека можете да осетите, таму па многу е ладно, нема никаква инсталација, ни вода, ни струја, ни ѕидови. Све е на промаја. И како во зима таму? Тешко, многу тешко. Весна Димовска е еднород родител на 6-годишниот Атанаси, за кој се грижи самостојно таа, понекогаш со скромната минимална помош на нејзините родители. Веќе 5 пати поред, домот на Весна и Атанаси во населбата Шуто Оризари се поплавува низ годините. Секое поплавување е траума за малото момче, кое ни страв прашува: мамо, дали ова последен пат вака да ни влезе вода дома? Или, мамо, ки имаме ли и ние некогаш убав и сигурен дом? Иако е се уште многу мал, тој е многу исплашен и не е сигурен, исто како и Весна, како ќе ја поминат предстојната зима. Старите рекле, поубаво е од ново да се почне некоја работа, отколку старата да се закрпува. Може би и најубаво е кога би се пронашло ново место каде би се изградило дом за оваа мајка и син, или пак тие да добијат помош од нашите хумани сограѓани за реновирање на веќе распаднатата стара куќа, на која треба да се поправи буквално се. Животот честопати знае да донесе болни удари, но ние не смееме да се откажеме. Понекогаш доволно е да ја промениме перспективата и да побараме помош. Се надеваме дека Весна и нејзиното момче наскоро ќе добијат вашата помош и сите заедно ќе им исцртаме насмевка и задоволство на кои тие одамна им го заборавиле значењето.